Додека граѓаните, стопанството и Македонија чекаат мерки, владата уште анализира. 3 часа на Социјално-економскиот совет, владиниот економски тим на чело со премиерот Димитар Ковачевски слушаше конкретни предлози, калкулираше, ама пак не донесе антикризни мерки за граѓаните и стопанството. Владата ги разгледува и предлозите кои ги достави опозицијата за полесен излез од економско-енергетската криза. Од ВМРО ДПМН информираа дека ги предале контактите и дека се договорени средбите. На потек е сега министерот за економија Кришник Бектеши, кој треба да изменаџира за набавка на поевтин газ и мазут. Дали Бектеши воопшто ги разгледал контактите, од Министерството за економија одговор нема. И додека владата анализира, бизнисот алармира дека мора нешто да се направи, зашто ако се остават компаниите без интервенција, за многу од нив се заканува и клучна врата. Не добивме таков одговор, значи конкретно датум кога ќе излезат со тие конкретни антикризни мерки. Денеска значи имаше техничка, широка, економска дискусија и така натаму. И очекувам дека во релативно краток временски период, затоа што не само владата, туку и регулаторната беше присутен господин Марко Бислимовски како председател, и он треба да излезе со адекватни калкулации за сите овие мерки за компаниите на слободниот пазар. И доколку се остават компаниите без било каква интервенција, мислам дека ќе биде страшно. Премиерот бил најмногу загрижен за најранливите категории на граѓани, ама и за нив нема мерки. Од Сојузот на синдикати на Македонија, нама са ги ставиле конкретните мерки кои според нив ќе им помогнат на граѓаните. Тоа се платите да го следат растот на инфлацијата и синдикалната кошница, да се усогласуваат согласно колективните договори, да се замрзне маржата на основните и останатите прехранбени производи, да се воведе повторно мерката Купи домашно, средношколците и студентите да се ослободат од трошоци за сместување и да се воведе бесплатен градски превоз на работа. Значи, очекуваме до другата среда која е закажан економски социјален совет, овие аргументирани мерки кои ги предлагаме како Сојуз на синдикатите на Македонија, кои живо значат за нас работниците и граѓаните од најранливите категории, да бидат прифатени. Доколку има неосноти и пред владата пред очивме и пред работодавачите, тука сме да се соочиме со аргументи и факти и да докажеме дека во моментот ова не е неопходно. Мерки немаат, ама одговорноста ја префрлија кај опозицијата. Обвинуваат дека ВМРО ДПМН ги блокирале законите за помош во енергетската криза во собранието. Но кои закони, прашува опозицијата, кога владата уште не ги ни доставила до законодавниот дом? Владеачкото мнозинство, иако законот е само од 3 члена, една недела се уште не замајува дека се преведува предлог законското решение на ВМРО ДПМН. Односно, одолговлекува затоа што власта не е способна да ги достави до собрание предлог законите кои што Ковачевски кажа дека се итни, дека ги има, дека бара поддршка, а од нив нема ни трага, ни глас во собраниските архиви. Следниот економско-социјален совет според најавите треба да се одржи во среда идната недела, а надежите се дека дотогаш владата конечно ќе заврши со анализите и ќе донесе конкретни мерки.